Гласници на надежда. Глава 35. Заврши го истражувањето. Дали се уште пребарувате, истражувате, барате за нешто? Дали знаеш што ти е потребно? Тлабоко во срцето на секој маж, жена и дете постои копнеш за одмор. Еден голем афрички христијанин пред многу години рече: нашите души се уморни се додека не најдат одмор во Бога. Но прашањето е, каде можам да го најдам него? Тоа е најважното прашање. Сакам да ти помогнам да го завршиш истражувањето. Затоа ќе те одведам во Библијата и зборовите на Исус во Евангелие по Јован, 7 глава, од 32 до 39 стих. Фарисеите слушнаа дека народот зборува така за него, па првосвештениците и фарисеите испратија стражари да го фатат. Тогаш Исус рече: уште малку време сум со вас, потоа заминувам кај оној кој ме прати. Ќе ме барате и нема да ме најдете, и каде што сум јас, вие не може да дојдете. Тогаш евреите си рекоа меѓу себе: каде ќе оди овој, та да не можеме да го најдеме? Та не сака да оди помеѓу ресеаните во Грција и да ги поучува грците? Што значи зборот што го рече: ќе ме барате и нема да ме најдете, и каде што сум јас, вие не можете да дојдете? А во последниот, големиот ден на празникот Исус застана и извика велејќи: ако некој е жеден, нека дојде кај мене и нека пие. Кој верува во мене, како што е кажано во писмото? Од неговата внатрешност ќе потече река на жива вода. Тоа го рече за Светиот Дух, уште не им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен. Овие зборови не учат кои чекори се потребни ако ние некогаш очекуваме да го завршиме нашето пребарување. Прво, истражувањето е разјаснето. Според Исус, времето е многу важно. Тој рече: има уште малку време сум со вас. Тој покажа дека времето е ограничено. Не можеш така да го трошиш времето и да очекуваш да го завршиш истражувањето. Исус го разјасни истражувањето. Времето е сега, не подоцна. Изворот е исто така важен, затоа што нема никој друг како Исус. Тој рече: ќе ме барате, но нема да ме најдете. Да, мој пријателе, многу е важно ти да го направиш вистинското истражување и да го имаш вистинскиот извор. Верувај ми, времето е важно. Погодното време е сега, не утре, во овој момент, затоа што Исус рече: ќе ме барате и нема да ме најдете. Тој тоа го кажа на фарисеите. Човекот често залудно се обидувал. Тие барале, но тие не најдоа одмор затоа што не го најдоа него. Мој пријателе, денес е твојот ден да го бараш Исус. Мило ми е да ти кажам дека ти можеш да го најдеш него. Но ти мора да го бараш него, додека е можно. Треба да си сигурен дека твоето истражување е Исус Христос. Исус го разјасни истражувањето, но кога го кажа тоа што го кажа за да го разјасни тоа, тие си рекоа: истражувањето е мистифицирано. Тие рекоа: каде ќе оди овој? Како тој може да каже дека ние не можеме да дојдеме кај него? Гледате, човечкиот разум го блокира нивното разбирање. Нивните умови им застанаа на пат. Тој беше дојден од Бога. Гледате, тие не успеа да го разберат тоа. Тие се уште веруваа дека Исус не дојде од Бог, но тој рече: јас одам кај Бог. Во овој случај, тие не разбраа каде тој оди, но тој рече: јас одам и каде што сум јас, вие не можете да дојдете. Дозволи ми да ти покажам нешто на тебе, мој пријателе. Човечкото постоење не е квалификувано да оди таму каде што е Исус. Телесното си има своји граници. Твоето телесно постоење сега треба да направи некои промени, ако ти сакаш да отидеш каде што тој отиде. Тоа е тоа што овие луѓе не го разбраа. Постои и друго постоење што е над телесното. Тоа доаѓа после смртта. Во друга смисла може да кажеме дека Исус го манифестираше истражувањето. Биди сигурен дека Исус дојде од Бог и отиде кај Бог. Тоа ќе го разјасни твоето истражување. Тој го манифестираше тоа. Има и последен чекор да го завршиш истражувањето. Истражувањето е задоволено. Тоа се случи на тој последен голем ден, кога Исус застана велејќи: ако некој е жеден,
Нека дојде кај мене и нека пие. Добро, сите ние ожеднуваме. Кажав на почетокот дека во срцето на секој маж, жена и дете постои копнеш за одмор. Исус го знаеше тоа. Тој го кажа на овој начин. Нека дојде кај мене и нека пие. Нека се предаде себе си и ќе се разбере дека тој ќе го најде крајот на неговото истражување. Тука, покрај мене. Имаше голема покана. Имаше и големо задоволство затоа што Исус рече дека тоа длабоко копнење во вашите срца ќе биде задоволено кога ти ќе дојдеш кај него. Тој рече, од неговата внатрешност ќе потече река на жива вода. Жетта на неговата душа ќе биде задоволена. Слава на Господа! Мој драг пријателе, земи ги зборовите на Исус сериозно, ако сакаш да го завршиш твоето пребарување. Ти можеш да дојдеш кај него, Исус Христос, и кога ќе дојдеш, таа длабока жет на душата внатре во тебе ќе биде задоволена. Пребарувањето ќе заврши кога ќе го најдеш него. Да го завршиш пребарувањето, ти мора да го слушаш Исус. Ти треба да дојдеш кај него сега. Предади му се на неговата покана и во него најди одмор за твојата душа. Гласници на надежта.